По надминување на административните пречки, во текот на вчерашниот ден започна подпишување на директни плаќања кон земјоделските стопанства, односно субвенциите, кои што 224 милиони денари вчера беа подпишани со налог за исплаќање до Трезор, односно од Министерството за финансии до трансакционите сметки на сите земјоделци, изјави директорот на платежната агенција Игор Златков. Златков нагласи дека исто така до 31 март ќе бидат подпишани дополнителни 170 милиони денари за истите производители, а тоа се млекопроизводителите, производителите на оризова арпа, како и производителите на органски производи. За до 31 јуни се очекува изготвување на списоци за директни плаќања, по специјалности тоа градинарство, лозарство, овоштарство, поледелските култури и се разбира сточарите и тоа живинарство, свињарство, говедарство, козарство и овчарство. Тие се во вредност од 3 милиарди и 500 милиони денари, а по поднесување на списоците од страна на откупните предпријатија за тутун ќе се изготват и списоците за исплата на тутунов производителите кои што ќе бидат во вредност од милиарди и 500 милиони денари, со што ќе се заокружи процесот на исплата на субвенции во вредност од 92 милиони евра, кои што законски треба да се бидат исплатени до крајот на месец јуни во тековната година, а се наменети за производителите од претходната реколта. Подготовката на предлог решенијата за 2016 година ќе продолжат во континуитет, сукцесивно и согласно со предвидената динамика. Се предвидува до јуни-јули 2017 година да бидат подготвени решенија и да бидат исплатени директни плаќања, меѓу другото и за полјоделството 800 милиони денари, градинарството 370 милиони денари, лозарството 400 милиони денари, овоштарството 350 милиони денари, говедарството 450 милиони денари, овчарството 770 милиони денари, козарството 80 милиони денари, свињарството 130 милиони денари и пчеларството 125 милиони денари.